Зерзевулот која го истерал Господ од рајот. Чита Александар Стадојков. Господ го истерал Зерзевулот со неговите анđели од рајот и проколдал да бидат црни и темни, а седењето да им биди во вечна мука. Зерзевул од вечна мука го гледал рајот и му беше многу мака. Мака му беше и на неговите анđели и многу пати му велеа: што стори ти Зерзевуле, што му греши на Господ и да истера од рајот та да тури во вечнава мука. Многу му било бака дека така му велеле анđелите да Зерзевула. Думал, шестал како да прави да искроти и издубал те и натерал ѓолите да направат и ти еден рај. Го направија, го соградија секако што беше рајот од Господ. Зеде од сите дрвја и цвеќење што имаше во рајот од Господ и тие изнасадија. Откако го битисаа, му се опули Зерзевулот од сите порти и многу го бендиса. Дружино, видовте, оти ние можеме да направиме рај како што може и Господ? Ај сега влегујте внатре, јадете, пиете од се што има внатре. Од ништо не ви забранувам, како што Господ што му забрануваше на човекот што го кладе внатре да живее со жената си. Јас ви давам слобода, што ќе ви текни, тоа рајте. Така кажујте на луѓето. Кој што сака, нека си прави и нека повели. Во рајот мој јадење, пиење, ќефтерање, колку да ми сакаат. Поминаа неколку дни и чуја едни гласови од анđелите што беа во рајот кога му пееја на Господ. Бре, мајсторе Зерзевуле, му рекле ѓолите, голема бака имаме кога да слушаме одака да му пеат на Господ анđелите. Заошто го направи рајов толку близу до рајот од Господ? Барај некоја чаре да не слушаме овие убави песни што и пеат. Аман барај чаре како да му се правите. Кога му слушал Зерзевул жалбите на ѓолите, голема мака му падна и веднаш и собра пред него сите. Слушајте вамо, му рекол, вие мои анđели. Ако сте ми верни слуги, сакам да ме послушате што ќе ви речам. Заповед имате од мене Зерзевул, ваш главатар, и ве преколнувам во името мое и во коруната од двата рога што ми се на главава, веднаш да направите на кула висока до небото, за да се качам и да го убијам Господа, за да нема кому да му пеат анđелите. Поклонети сме на Твоето име и чести даваме на Твоите рогови. Честа чест носи, им рекол Зерзевул, и вам да ви никнат рогови, тие да ви се венец на главите. И веднаш му никнале рогови. Во 3 дни ја созидаа кулата и за утрото ќе се качеше Зерзевул за да го убие Господа. Се раздеди утрото и по заповед Божја кулата се свиткала како обрач и не можел Зерзевул да влези внатре. Заповед дал да ја преправат. Ја преправиле до 3 пати и се така се правила. На 4-тиот пат му ја оставил Господ и тој се вкачил со сите ѓаоли и зел стрелата да врли на Бога. Едно ја врлил и се вратила, та го удрила по глава и му ја откинула. Спискал, сврескал, на сите му паднало жал и ватиле да сите си скршиле по една нога и од тога ја останало да се вели луѓето едноногио. Од која видеа отите Божија што да му направат на Господ, ватија да слегуваат од кулата. Заповедал Господ и кулата со седив пропаднала на дно в земи и се сторила вечна мука, како голем казан полн со катран и писа, да вриет Зерзевул со сите негови. Завреле внатре и од тога и ден денеска вриеле. А рајот што беа го да садиле со секакви дрвја и цвеќења, сите се престориле на трње и глоѓи и бесплодни камења. И се отворила една пропаст помеѓу рајот Господов и помеѓу трнливиот рајот Зерзевула, или вечната ѓаолска, што да летат да не може да се преиди ни од едната страда, ни од другата.